Димо Адамов, од село Овчарани. Георги Самарджиски, Пожарско. Јане Петров, Мохрени. Нико Кондоклоцис од Велестино. Марко Кизовски, Саракино. Режисер за класика, Дон Жуан, Идиот, Бал, но драматизација и на домашни автори, Чашуле, Миневски, до академик Георгиевски и неговиот роман Црно семе. Андреј Цветановски по битолската премиера на Црно семе, гостин во Трени. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Од каде провокацијата Црно семе сега, баш сега во овој актуелен миг? Па да ви кажам право, јас повеќе време, може би веќе 7-8 години, ми стои како тема и како мотивација, но на неколку места каде што сум се обидел да го понудам како материјал за работа, не наоѓавме заеднички јазик и кога директорот Васко Мавровски ми се јави да соработуваме за оваа година, кога го предложив текстот без двумење, рече да, и во тој момент, како да кажам, една работа што ми беше како желба, одеднаш стана одговорност и предизвик. И мислам дека темата Црно семе, прво мислам дека секогаш е актуелна темата на помал народ и мислам дека и сега е актуелна со сите случувања кои што се случуваат во светот и абсурдноста на некои, како да речам, конфликти кои што ги има, нели, во светската политика. Во Црно семе акцент се става за македонскиот идентитет. За тоа да останеш свој покрај сите притисоци. Бидејќи јас, нели, кога размислував, нели, македонски идентитет на одредена група на луѓе кои што исти работи ги сметаат за свој. И да издржиш и покрај сите притисоци што сме ги имале како народ во последниот век, а и сега, мислам дека таа борба да останеш свој покрај сите притисоци е вечна тема на македонскиот народ, но и на сите помали народи кои што го имаат сличен или ист проблем како што го имаме ние. Романот е екранизиран со истоимениот филм на починатиот Кирил Ценевски со престижната награда од Пулскот фестивал. Како во класика ја барате современата нарација? Па токму тоа е класиката, таа е секогаш современа. Тоа е она што ја прави класика и мислам дека главните човекови слабости и она што се крие во човечката душа секогаш се актуелни и универзални. Затоа и класиката заедно со националната драма би требало да бидат столб на секој репертоарен театар. Така јас мислам и по изборот на моите текстови може да се види дека се обидувам да живеам по таа максима. Какви дилеми истражувавте во Црно семе? Па дилемите на тоа дали вреди да се издржи, дали вреди да се потпише, што е попаметно, дали е доволна мислата за да успееш да издржиш и покрај сите притисоци. И се обидовме во некаков баланс да најдеме помеѓу тоа епско страдање што го носи романот и некаква химнична лиричност која што се обидувавме да ја најдеме и преку ликот на Ангелина кој што во романот постои во мислите на главниот јунак Доне, а во филмот таа линија е избегната. Не избегната, едноставно се бавеше филмот со други работи. И се обидовме во таа мисла за што се борам, зошто издржувам. За Доне тоа беше неговата жена, за Христо беше вербата во Бога,
за Парис беше идеалот на партијата и идеологијата со која што живе и воопшто на сите мислата за родниот крај, мислата за јадењето што му го спрема жена му, односно сите оние работи кои што според мене се дел од како да кажам националниот идентитет, се она што заеднички можеме да го викаме за свое. Писателот и академик Ташко Ѓорѓиевски доживеа покрај Црно семе на филмското платно да се пренесе и романот Црвениот конј. Како ја читате голготата на егејците? Па тоа е едно, како да кажам, можеби малку прескокнато поглавје на дел од нашата историја. Односно не е прескокнато, туку можеби малку подзаборавено. Фрапантно ми е кога ќе разговарам со луѓе од мојата генерација и помлади кои што многу малку знаат за таа голгота, односно го знаат. Недоволно се запознаени со страдањето? Недоволно се запознаени со деталите на тоа. Само знаат дека некој некогаш раселил некој дел од нашиот народ, ајде така да кажам. Но не знаат болката на тоа да ни таму ни тука не се чувствуваш како свој. Тоа е голема борба и голема траума која што се пренесува со генерација, веќе 3 генерации има на луѓе, зборувам нели потомци на тие луѓе кои што ги раселија па ги вратија и така натаму, и тие никогаш не успеа ни таму ни тука да се чувствуваат како своји. Дали егејците во Грција и пиринците во Бугарија се жртви на комунистичкото пазарење? Јас не знам да одговорам за тоа, треба да одговорат валјда некои поголеми експерти на тоа политичко-историско прашање, но оно што можам да кажам е дека тие луѓе тешко живеат во нивните матични држави заради тоа што не сакаат сите одеднаш да ги прифатат сите барања од нив, и би било добро Бугарија и Грција како носечки балкански држави на европските вредности да покажат со пример како се вежба таа демократија и мултикултуралност, па и ние да земеме пример од тоа. До сега не покажале, се надевам дека како што оди времето ќе стане помалку битно тоа и дека сите маргинализирани групи, независно од народност, религија, вера, секоја друга маргинализирана група ќе ги добие своите права, бидејќи мислам дека сите заслужуваат да ги имаат оние права за кои што се чувствуваат дека се нивни, односно. Дали се уште не може да препознаете мостови на разбирање, на политика на добрососедство, на меѓусебна поддршка, имајќи во предвид дека сме соседи? Да. Мислам, како да кажам, за тоа се виновни двете страни, не издвојувам ние на страна, но мислам дека намерно се избегнуваат тие прашања кои што можат да бидат горливи, посебно кога сме ние страната што е повеќе засегната, кога се тие страната што е повеќе засегната, тие прашања побрзо се решаваат, и се надевам дека ќе дојде време сите прашања да се решат и да немаме соседи со кои што ќе ги растураме мостовите, него ќе градиме мостови, но мостот треба да има две страни. Тоа е многу битно. Дали се уште се прават обиди на понижување? Јас мислам дека се само различни формите на притисок, се разбира многу помали и многу по-суптилни можеби, и можеби затоа гледам некаква надеж посебно од страната во Егејска Македонија на некои нови млади генерации кои што можеби тој страф е, како да кажам, избледен доволно за тие да не се чувствуваат во страф кога треба да запеат македонска песна или да изиграат македонско оро, и драго ми е што
како да се намалува притисокот и тој стегач околу нивните, како да кажам, нивната потреба за самочувствие како македонци. И тоа еве во последниве неколку години често се организираат некакви македонски средби и така натаму. Се надевам дека тоа е еден почеток на подобрување. Дали низ тој период на понижување низ кој сме минувале се правело обиди да се надмине стравот, да преовлада храброста, да се распознае идентитетскиот код на македонскиот народ? Мислам дека постоеле храбри индивидуалци и дека како да кажам, ликот на Доне во Црно семе за мене најголемиот херој, затоа што тој мирно и стоички издржува и покрај сите притисоци без потребата тој да се става во некаква херојска позиција, туку едноставно затоа што така се чувствува. Нема друг начин за него. Како што би рекол во романот, ај потпиши дека си конј кога не си конј. Едноставно неговото кредо, неговото достоинство и интегритет мирно и стоички во тишина го издржува, и тоа за мене е најдобрата форма на херојство. И се надевам, се појавуваат разни такви индивидуалци кои што се борат за тие права и не за потребата, туку за правото човек да се нарекува онака како што мисли дека треба да се нарекува, право кое мислам дека треба да го имаат сите луѓе на овој свет. Како да ги излечиме нашите црнила од душите? Со сеќавање на работите кои што ни се случиле, со надминување на тие работи, но не заборавање на тоа што ни се случило, бидејќи тоа што ни се случило е она што се нашите колективни приказни и она што го гради нашиот код. И кога ние тоа ќе го прифатиме и кога двете страни ќе го прифатат дека се случило и дека е тоа во историјата, но се случило, мислам дека сите рани многу полесно ќе почнат да зараснуваат и дека така овие меѓусоседски добри односи нема да бидат, како да кажам, државни политики, туку човечки односи помеѓу луѓе кои што е навистина глупо, затоа што една линија ги дели некои луѓе во Битола и во Лерин, да не се поднесуваат заради тоа што некој некогаш нешто направил. Ама мораме да ги прифатиме сите оние факти што се случиле, за да можеме да зацелуваме. Дали има потреба се уште во 21 век да се преиспитуваме кој сме? Нема потреба да се преиспитуваме. Само е потребно секој да се чувствува онака како што се чувствува. За мене националното чувство тоа не е нешто со кое што само се раѓа, што тоа се гради и се учи. Петре Андреевски има еден одличен стих во скутот на баба ми ја запознав мојата татковина. Тоа за мене е вистинскиот начин да се изгради националното чувство, преку приказните на нашите. Затоа што за мене националното чувство се, не знам, вкусот на питулиците што баба ми ги правеше, или мирисот на печени пиперки, каде и да го сретнам ме враќа на Демирхисар, или приказната за врапчето што ми ја раскажуваше баба ми. Тоа се за мене столбовите на мојот национален идентитет, а и на многу други, секој со својата приказна, но сите тие прават збир на едни луѓе кои што сакаат да се нарекуваат така како што се нарекуваат. И тоа право на самочувствие е многу битно. Црно семе е приказна и за Инфобирото 48-52 и Јадранскиот ГИЛАК, за сите кои беа со Сталин. Кога таа современа представа ќе добие нов драматуршки набој?
во оној момент кога ќе има драмски автор кој што ќе ја раскаже таа приказна од нов агол, сигурно има интересен агол од кој што може да се гледа таа приказна. Сега за сега не сум сретнал таков текст, ама во оној момент кога ќе се најде вистински агол на таа приказна, односно вистински пристап кој што би значел и сега, јас секако би сакал да се занимавам со таа тема во театар. Во Трилинг доаѓате директно од Битола, градот на конзулите. Знам дека секоја година кога се одржува браќа Манаки, првиот ден на отворањето салата е полна, преполна, а веќе вториот ден се одржуваат во полупразни сали. И сега прашањето ми е зошто културата не ни е на пиедесталот, туку сосема во некоја втора, во сенка на сите други случувања. За жал културата не успева да ги победи сите оние, како да кажам, други медиуми. Не би рекол медиуми, туку едноставно начини на едуцирање, образование, воспитување. Се потешко е да се задржат според мене вистинските вредности, туку се наметнуваат некои нови лажни инфлуенсерско, како да кажам, социјални медиуми, платформи преку кои што вредностите кои што мене ме учеле дека се вистински стануваат безсмислени, а секои други на оние да се снајдеш, да те снајде, да успееш да се провнеш, имам човек ваму, стана главни во општеството и мислам дека сето тоа се одразува од образованието, здравството, па и во културата. Андреј Цветановски, што значи да се биде режисер, а при тоа да се има брат актер? Како функционирате? Одлично. Мислам одлично зашто јас на крај го имам последниот збор. Јас сум режисер. Се шегувам, мислам одлично соработуваме. Еве и за оваа представа Дамјан работеше како кореограф, односно автор на сценските движења и сценски борби. И оваа ни е прва таква соработка и тоа ми беше навистина интересно и возбудливо. Исто кога работиме и како режисер и актер, успеваме да најдеме заеднички јазик многу лесно, бидејќи се познаваме толку долго. И навистина е, како да кажам, чест и привилегија што имам можност да го гледам од што туку завршен студент на академија до еден од најуспешните и најдобрите млади актери во Македонија и се надевам дека ќе имам уште многу соработки такви и како актери и како автор на сценски движења и дека ќе успеваме секогаш да ја задржуваме таа возбуденост што ја имаме кога работиме театар. Благодарам за гостувањето и разговорот. Фала ти. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг, во кој имавте можност да проследите 3 одвоени интервјуа со директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова, потоа пратеникот од Алијанса на албанците која припаѓа на Европскиот фронт Елми Азири, како и режисерот Андреј Цветановски. Довидување.